Не знам до сега дали сте виделе стан во поголем хаос од ова, ама се селам, јеј! Очигледно е по мене колку само сум изморен и ненаспан. Инаку здраво, знам дека ме нема долго време на YouTube. Упсиз. Ама еве, сите тие што ме баравте да се вратам на YouTube. Ау! Се удрив. Се вратив. Ама не се возбудувате многу, затоа што не знам, може добивам еден влог и да ме снима повторно цела година, така да очекувањето нека ви се ниски. Океј, ќе се сопнев од куферот. Тука имам 15 милиони кутии кои што се пакувани некои полуспакувани, и треба да ги досредам. И така. Сакам да се заблагодарам на комшивките од Рамстор маркетот, кои што ме снабдија со кутии од јајца, волкави огромни. Фала ви, реално. Голем поздрав до вас. И така ќе ви скратам од моите маки кои што ги имам моментално, односно пакувањето. Штом се спакувам целосно, ќе ме видите. Знаеш ли што ствари сватив? Се што има во фрижидер, пола беше расипано, пошто цел месец не бев дома. Другото го спакував за новиот стан и само ми останува јаболки и банани. Немам што да јадам. Многу ми се спие. А не можам да си направам кафе затоа што све пакував, а денес е неработен ден, што значи дека не можам да купам кафе. А работат бензинските. Ама тоа е на 15 минути пешки од мене, не сакам. И 15 минути за да се вратам, тоа ти се 30 минути. Пола сат за едно кафе. Дали вреди? Океј, ајде да ми помогнете да спакувам некоја кутија. Ова кутија е инаку најстрашна кутија, затоа што тука буквално имам чаши, ерфраерот ми е тука, ова. Така да ова мора многу да ја пазиме кутија за да не се искрши све, пошто Океј. Тука живеам веќе скоро година и пол, значи во овој стан за прв пат во животот живеев сам. Живеев со цимер, во стан кој што воопшто не ми се допаѓаше. Иако мојот тогашен цимер се уште живее во тој стан, на него му одговараше, му се допаѓаше, баш кај ефтино, беше за кирија и све тоа. Ама јас сватив дека станот во кој што живеам мора да се чувствува како дом. Голем дел од времето јас работам од дома. Снимам дома, едитирам дома, имам онлайн состаноци дома. Сите мои активности ми се дома, за работа. Инаку, овој стан во кој што живеев до сега, овој стариот. Ова беше првиот оглас што ми излезе на Facebook кога барав станови во Скопје и кажав, океј, перфект, не гледам други станови, веднаш се селам тук. Плюс газите многу ми се погодија на овој стан. Вие не сте свесни кои срцки се. Fun fact, газдите се презиваат динави. Тука се живеев година и пол и ми беше предобро затоа што доаѓа друштво кај мене, си седевме, тука се снима многу видеа. Не сакам да си заминам, ама и сакам да си заминам. Сваќаш као преубав е станов. Но причината зашто јас се селам, ова е гарсонјера. Во иста соба јадам, спијам, работам, со извинение прдам. Имам само една дневна соба со кујна. Ова е кревет на кој што се подпира моментално. Тука спијам. Ова се пушта, спијам, некад и кога ме мрзи, одозгоре си постелувам, не го пуштам целиот кревет, така да ме собира. Поради тоа што мојата работа е дома, јас 90% од времето сум дома и ми треба средина каде што јас би се осеќал поконкретен. Кога е време за работа, кога е време за спиење, сваќаш, пошто кога ќе легнам на кревет, пошто јас сакам кога монтирам да лежам и да монтирам, пошто монтирам на телефон, мене автоматски ми се преспива затоа што мојот мозок знае дека на овој кревет кога ќе легнам е време за спиење. Ја сакам да имам дефинирани соби за се. Да си имам спална за спиење, лупам во дневна да монтирам, Така да во новиот стан има спална соба, што навистина многу ме радува, а уште повеќе ме радува фактот дека естетиката е иста како овој стан. Буквално, како да се брат и сестра. Тоа ме радува и едва чекам да го видите. Тежи ова море. Така.
Јас сум спремен за брак. Значи, која и да ја земам за жена, ќе се го види радот, затоа што готвам, чистам, перам, закачувам алишта. Имам само една мана, хрчам како авионска сајла, не комшиите од другиот стан, туку комшиите од друга зграда ќе ме слушнат дека хрчам. Така да, се шо да правам, тоа е надвор од моја контрола, но се што можам да контролирам, јас контролирам и да. Hello, зашо не влага? Ајде бре! Секојдневни домакински способности, обично подобро од ова можам, само се срамам дека ме снима камерата. Зашто никој не ме предупреди дека е толку многу тешко да бидеш возрастна личност? Мене тоа само не ми е јасно. Као, окей, ми е животот, стварно убав живот имам, ама треба да знам како да готвам. Среќа знам како. Shut the fuck up, Александр. Јас ќе ги дозакачам останативе алишта, а дори не се случи нешто интересно, се гледам. Немам дома ништо за јадење и мора да отидам со тротинет кај Ева да јадам, пошто мајка и подготвила ручек. Успат ќе си купам кафе! И дојдов Нева на гости. Джогираш? Да. Тоа е- Не може ците да ме замислат мене како домакинка, ама голема домакинка сум. Аха. Ајде, Браво. дечички. Имам за тебе ни специјални тигрести. Сега ги земам. Ова не е тигр, ова е пума, брате. Ова или леопардски су ствари. Знаеш што велат за големи ноз? Дека имаат многу голем мозок. А овие? Ето така. Ве ги собира. Fashion show. Не ти ги фаќам влечките. Па, влечките се fashion show-то ствари. Еме само влечките уж без глава. Болje од мене го правиш, honestly. Wish I could. Може да си исклучи се. Ама јас мислам скроз реалистично го правиме. Браво! Како си? Еве како сум пречекан. Салатата јас ја правев, најтешкото. На милиметар се направени коцки, бе. Јаш како сум израсната јас, по каква храна? Готово те земам за жена, мајка ти ги не готви. Но е добро. Од мене учи. Да. Да спанаш здраво, има бурков, пипер, кромик, се Са напред добро. единствено. Се морам по-културно да јадам пред камера сум. Идеме култура. Гледај. Ова е втора рунда. Сега е следниот ден, јас сум во новиот стан. Окей. Планот е да го испијам кафето затоа што ми се спие. Спакував некои работи за чистење на станот, односно се земав мојата прекрасна Беки. Беки е мојата робот превосмукалка која што буквално ми го смени животот. Фактот дека не треба да се мачам, да осисувам. Ќе ја пуштам Беки да осисува, јас ќе бришам брашина и ќе чекам мајка ми и татко ми да дојдат за заедно да ги носиме кутиите во новиот стан. Дали сте спремни за хаштаг apartment tour? А да видите како изгледа мојот нов стан. Колку сум возбуден. Ова е ходникот. Имам огромно огледало каде што можам да се ги гледам аутфитите. Ова е моето купатило. Никад до сега живот немам видено волкав бойлер. Ама не се жалам затоа што буквално тоа значи дека ќе имам многу топла вода. Ова е местото каде што, знаеш, тука имам огледало, перална имам со многу копчиња, немам појма што значат сите овие. Ај малку да збориме за фактот дека секоја перална е буквално толку многу комплицирана. Као зашо ми комплицира животот? Нека има копче за бели алишта, за црни алишта, за шарени алишта и копче за гаки и чорапи. Што е ова тука? Попокака. Ова е кујната. Реално многу сакам да готвам. Особено делот со шанкот, ова тука. Знаеш као друштво може таму да си седат одневно на каучи, а вака тука,
да правам салата или нешто, и као да збориме. Буквално од тука директива ми е телевизорот. Можам да готвам, да гледам YouTube видеа. Прејако. Инаку ова ми е машина за перење на садови. Онака се блендира со станатите. Прејако! Ова е дневната соба. Ова е телевизорот. Тука има како вазна со нешто. It's so cute. Креветот е као жолта семф боја некако, така му доаѓа. Жолта боја ми е омилена. Ова е трпезариската. Тамане, honestly. Вакви столици има во стариот стан и тоа на тераса. Овие се за ставање на храната која ќе јадам, арнама не ми се допаѓаат како стојат на маса, така што ќе ги тргам кога нема да има храна, мислам дека вака е боле, ама ова валјда тука треба да стои. I never ask who is better. By the way, имам и голема тераса. Минатиот пат кога се селев, односно лани, летото, ставив стори од мојата тераса и како да ви објаснам дека сите знаеа кај живеам. Нема да ја направам истата грешка, ама да, имам тераса огромна. Од тука трпезариска можеш да излезеш на тераса, ама и од спална можеш да излезеш на тераса. Сега уште остана да ве однесам во собата за која што сум најмногу возбуден, а тоа е I never know I was better. Спалната соба. Тука имам плакарче, ево креветот исто така жолто. Hello, my favorite color. Заборав да кажам, креветот во дневна соба ми се спушта, така што таму можат да спијат гости кои ќе дојдат, а ја многу сакам да имам гости. Исто така лустерот. Hello, што е со лустериве? Да се палам на лустери, ова е знак дека сум стар. Ова е плакарчето што го имам тука. Сега имаме само еден проблем. Јас имам премногу алишта. 5 кутии волкави со алишта. Плюс имам 2 куфери кои што се полни со алишта. Имам уште едно мало плакарче од оваа страна, ама that's pretty much it. Единствено нешто кое што би му нашол мана на станот, само би сакал малце поголем плакар. Но тоа не е проблем, затоа што тука имам замисла да ставам како оние држачи за алишта, како шипка она што е како дебе ме сваќаш, сега не мораш да ти објаснувам. Али да, како да ви објаснам дека периодов поминав низ доста тешки ситуации. Не бев окей здравствено, некои мои блиски не беа во ред. Со работа имав некои исто така турбуленција, да кажеме. Се соочив и со многу смртни случаеви на блиски. И преселувањето во овој стан за мене не е само нов стан со спална. Ме сваќаш као. Ова за мене е стварно нова глава од мојот живот, сваќаш као. Сакам малку да бидам Сакам да бидам малку по-окей. Можам да кажам дека периодов ова е едно од најубавите работи кои што ми се десија периодов. Иако станов буквално за 2 дена. Значи за 2 дена го видов и утре дента им се јавив да им кажам дека сакам да се селам. Едва чекам да видам што ќе се случува тука, какви помени ќе градам, кои се не гости ќе ми доаѓаат. Фала ви што гледавте видеово. Знам дека можеби е малку подолго видео, но јас искрено сакам да си го имам ова видео. Не го правам чисто за да ме има на YouTube само туку, сакам да документирам. Бе сакам. Чао, чао. I know that you